Добар ден на сите криптоентузијасти. Моментално го гледате каналот Криптогемиџија. Моментално би сакам да разговарам за анализа на биткоин и неговиот последен дел од булранот, каде што би сакал да навлезам во моментите зошто јас очекувам дека се уште не е крај на овој булран и очекуваме на последна, да речеме, нога нагоре пред да завршиме со овој булран и да влеземе во следногодишниот или да речем година и пол bear run, кој што би водел до следниот халвинг во 2024 година во мај. Значи за почеток, како што знаете и сами, до сега не правевме криптоанализи на одредени добра затоа што ја работевме, значи самата обука во однос на техничката анализа. Сега знам дека ова што го гледате во моментов е малку понапредно и ќе го објаснам тоа постепено и полека, а понатаму значи како ќе напредуваме со самата обука, така и сами вие ќе може да видите дека иако ова изгледа малку збунувачки и на некој начин пренатрупано, не е, затоа што значи сите овие индикатори се битни и во однос на тоа каде се наоѓа моментално самиот чарт ќе ви покажат што поточно може да очекувате. Сега вака би изгледало одреден чарт во напредна фаза во вашите технички анализи, иако е малку пренатрупано, ќе речем повторно, значи очекувајте дека е сосема јасно. Сега ќе ви објаснам зошто. Значи прво што можеме да видиме на неделно ниво, на самиот чарт на биткоин, дека истиот се движи во канал. Значи овие две жолти линии моментално ни претскажуваат движење на самото добро во овој канал, нагоре и надолу, и моментално се наоѓаме на тестирање на долната граница на овој канал. Гледате, че ова се перфектно паралелни линии представени од горната линија, со земање на паралелна линија од горната до долната, и гледате дека точно брано се движи во обиди да ја скрши горната страна и обиди да ја скрши долната страна. Значи во моментов се уште имаме тест од 17 јануари па се до последниот обид на 18 април, значи тоа се приближно 3 месеци обиди да ја скрши долната страна на овој канал, но како што рековме, индикаторите на колку поголем обем на временска димензија ги наоѓаме, толку самите се посилни. Значи, претходно имавме, само чисто ќе го избршам овој индикатор за да ви покажам од каде истиот произлегува. Значи, како што веќе разговаравме во однос на индикаторот RSI, значи за да видиме која била корекцијата на овој бран, треба да го земеме најниската точка на претходно бранот која што веќе почна да се движи нагоре и највисоката по неговото почнување да се движи надоле. Значи, овој претходен бран се коригирал до 70% од неговата вредност, односно 0,786 точката од Фибоначи секвенцата, и гледаме дека таа корекција е успешна. Значи, почнал да се движи нагоре. Дополнително на сето тоа овој бран се движи и по самата паралелна линија од овој канал, што дополнително ни покажува дека оваа корекција е успешна и очекувам истата да продолжи нагоре. Доколку немаме некоја голема, значи видете, без разлика колку овои индикатори ни покажуваат дека нешто треба да се движи или нагоре или надолу, секогаш рачунајте дека големи вести во светот како војна, пандемија, значи било што максимално би го на некој начин вознемирило светот, секогаш ќе резултира со големи корекции на цената нагоре или надолу, затоа што ова се ризични добра. И кога одредени трговци кои што поседуваат во исто време криптовалути, акции и обврзници, они прво, значи во секој случај прво би се ослободиле од криптовалутите затоа што се најволатилни. Односно нивната цена е најфлуктуирачка за разлика од останатите добра, затоа што се уште истите се во сметени како мал пазар. Значи вкупниот обем на криптовалутите сите заедно се 3 трилиони, тоа беше максималната вредност која што достигнавме, а моментално е 1,9 трилиони, што за останатите пазари е буквално можеби 5%. Значи кога би ги земале пазарите на сурови добра, пазарите на обврзници, акции, значи се многу поголеми за разлика од криптовалутите и затоа секогаш значи трговците прво се ослободуваат од криптовалутите и затоа кога има такви вести го удираат овој пазар многу силно се уште затоа што овој пазар се уште не пораснал долу. Сега, за да навлеземе значи во самиот чарт, затоа и ви кажувам, значи сите овие индикатори може да ни покажуваат булиш дека ќе се движи цената нагоре
сепак тоа не мора да се случи затоа што големите вести, тоа е втора работа која што ви кажам секогаш покрај техничката анализа е секогаш следете ги вестите. Кога има почеток на војна, има почеток на пандемија, има почеток на инфлација, сето она како голема вест која што до сега не била очекувана, секогаш ќе го бутне пазарот барем на краток момент надолу. Сега, затоа што сето тоа го преживеавме, значи ова е буквално најавувањето на руската инвазија па целата војна и инфлација моментално, значи тоа е резултатот на руската инвазија на Украина. Овој пад на биткоин, кој што го гледате, тоа е буквално оваа корекција која што се случува и трае од почетокот па се до сега. Сега, затоа што ова, значи цената на биткоин веќе ја земала оваа загуба од најавувањето на големата светска вест за војна. Значи сега моментално веќе ја завршуваме оваа корекција на долната страна на каналот и очекувам цената барем да се коригира до средната вредност на каналот, не мора да стаса до горната вредност, барем до средната вредност на каналот. Сега, значи затоа што веќе сме завршили оваа корекција на Фибоначи секвенцата, с Фибоначи секвенцата можеме да ја избришеме и да поставиме обратно, за да видиме која би била метата нагоре на овој бран кој што веќе ја заврши корекцијата, односно од највисоката точка па се до најниската и го обтегнуваме на десно за да видиме кои се неговите граници. Сега ќе зумираме малку за да видиме што се случува во моментот. Значи гледате, се уште се вршат овие корекции околу ова ниво, значи кое што претходно представуваше 0,7, сега е обратно, сега ни представува 0,2, значи тоа се 20 и неколку проценти од неговата корекција. Сега, значи кога оваа корекција ќе заврши? Гледате, сите овие нивоа нагоре ќе бидат испочитувани. Значи и како што може видите, истите кореспондираат со врвот на оваа корекција, значи тоа била 0,3, односно 30 и неколку проценти од неговото движење. Потоа следната корекција е 0,5, значи гледате, Фибоначи секвенцата, значи буквално во секој сегмент може да ја користите. 50% точно, тоа е врвот на претходниот обид за на некој начин запирање на ово долно движење на бранот, што значи дека сето ова како левели можеме да ги очекуваме кога цената ќе почне да се движи нагоре, затоа што ја гледате, веќе се случило. Значи до 47.500 имаме корекција која се случила во оваа Фибоначи секвенца. Значи јас очекувам дека и да се движи до половина, тоа би било златната средина, значи ора што го разговаравме на Фибоначи секвенцата, кога би се придвижило до половина од овој бран, но тоа нормално ќе потрае, значи тоа нема да биде веднаш. Значи во најбрз можен рок што би можело да очекуваме е движење на цената до 50.000. Зошто? Овде како имаме и Болинџер бендот, значи го гледате, ова е црвениот облак за Болинџер бендот, што моментално горната граница на Болинџер бендот е буквално околу 50.000 и секогаш ги поставувам главните вредности на одреден чарт, толку е во десетици илјади, тоа ќе биде 40, 50, 60, 70, затоа што истите постојано, значи се многу добра поддршка или отпор на цената, затоа што околу овие значи граници имаме поставување на автоматски купување и продавање на многу трговци, затоа што не можат они да чекаат, значи точно цената да дојде до 40, 50.000 или 60.000, затоа има направено автоматски на берзите каде што ги чуваат своите добра, кога цената ќе стаса до одреден момент, истата да купи или да продаде во однос на тоа што планираат да тргуваат. Значи ете, тоа е она што го гледаме околу 40.000 како потпора. Значи сите овие свеки кои што ги гледате овде, тоа најчесто се големи трговци кои што одлучуваат да купат околу 40, затоа и ова представува успешно бранење на ова ниво на 40.000, во исто време представува успешно бранење на нивото на 0,7, односно 70% од падење на претходниот бран надолу. И сега веќе затоа што овие две нивоа се испочитувани заедно со каналот, значи она е тоа што го разговаравме како колку нивоа имаме под нас, а колку нивоа имаме над нас на отпор. Значи моментално, како што гледате, ни представува средната вредност на Болинџер бендот отпор на горна страна, затоа што мораме да ја пробиеме за да продолжиме натаму. Тоа е негде вредност околу 42-42.500 долари. И следно ќе ни представува ова поле, ќе видите кога ќе смениме на дневна база, зошто е тоа поле обележено. Значи овие бели полења се полења кои што јас сум увидел дека имаат, гледате, значи ова е тоа поле, како што може да видите истото поле представувало претходно поддршка, па отпор, потоа поддршка овде, за повторно да представи отпор на следните 1, 2, 3, 4, 5 пати и повторно, значи тоа била толку јак отпор од
поставен на 6 септември 2021 година, значи затоа и сум го обележал ова поле, затоа што ова поле буквално го држи овој моментален бран помеѓу практично ова е степен на акумулација, како што може да видите, представено од овој триаголник. Значи без разлика дали е триаголник или квадрат, триаголник затоа што самата форма е триаголна, сега ќе видиме кога ќе зумираме, но ова представува акумулација. И гледате, оваа акумулација се одвива од моментот кога паднало ова поле, значи на отпор, тоа е на 4 јануари, па се до моменталната вредност на 20 април, тоа се 4 месеца акумулација, кои што јас очекувам да резултираат со голем пораст на цената нагоре. Тоа е слично како што го имавме овој сегмент овде, каде што цената се движеше под 40.000, значи тоа е во овој сегмент во претходното лето. Значи тоа е истата акумулација која што имаме овде, само овде ќе имаше многу поагресивен пат за разлика од ова. И се додека движењето на биткоин цената формира нови higher highs, за тоа ќе разговараме подоцна, зашто е битно higher highs и higher lows, се додека имаме формирање на повисоки higher highs како во оваа ситуација, тоа значи дека bull ранот се уште во движење. Значи тоа е дополнително уште еден индикатор од оние што претходно ги спомнавме, кои што ни покажува дека се уште цената е во движење нагоре и се уште додека не добиеме конформација на кршење на ова ниво. Значи гледате, ова се ретестови кои што успешно биле одбиени нагоре. Значи за да добиеме конформација дека ова ниво на каналот кој што го видовме, че ова е таа жолта линија на големиот канал кој што го видовме на неделно ниво, кој ќе добиеме, значи потврда, што значи дека истата ќе биде скршена. Значи тоа би изгледало вака. За да добиеме потврда дека оваа формација е разбиена. Значи би требало да изгледа со паѓање надолу, негов ретест и продолжување на цената да се движи надолу. Ова би било моментот кога ќе кажеме дека оној голем канал на неделно ниво е скршен и можеме да очекуваме bear run, затоа што таа е голема формација на неделно ниво и би очекувале дека цената ќе продолжи во, да речам, пат се до следниот халвинг во мај 2024 година. Сега, повторно би сакал да земем и оваа триаголна формација на помал временски период, на дневна база, каде што, како може да видите, значи, оној акумулационен момент кој што го разговаравме. Проблемот со оваа триаголна формација, кога веќе разговараме за триаголни формации, тоа веќе го поминавме на нашиот курс, е што неговиот врв е многу неодлучен, односно не е надолен или нагорен. Гледате, значи, представен е од овие ретестови горе и овие ретестови доле. Значи затоа може да видиме дека оваа триаголна формација е доста испочитувана од горната и од долната страна, но овој неуспешен обид за нејзин пробив прави тест на долната страна на триаголникот повторно и сега значи очекуваме поради тоа што нема долна или горна страна на неговиот врв, се сеќавате што рековме, доколку оваа страна беше на долниот дел, ќе очекуваме 70% цената да пробие нагоре и обратно, доколку ова беше нагорен триаголник, ќе очекуваме цената да падне надолу. Што значи дека триаголникот е неодлучен индикатор во оваа ситуација за цената дали би се движела нагоре или надолу, но затоа ова поле, бело поле кое што го гледавме како отпор од септември претходната година, би бил многу добар индикатор доколку истото би можеле да го задржиме. Односно доколку оваа цена успее да пробие над ова поле, значи еве ќе ви кажам, ова би била на некој начин за разлика од претходното што го покажавме, што би било потврда за bear market, ова би било потврда за bull market. Пробивање на ова поле, што представува отпор на цената од септември претходната година нагоре и негов успешен ретест и движење на цената над оваа точка, тоа би представувало успешен показател дека сме повторно во булран и дека се уште ќе имаме уште една нога и возможно уште една повисока цена од онаа која што достигнавме 70.000 во, да речам, подоцниот дел од оваа година. Значи тоа е она што го очекуваат не само јас, и многу други чартери. Значи нормално јас се посоветувам на некој начин, ги гледам и нивните чартови, гледам што можем јас да најдам од она што го знам како техничка анализа, гледам што они нашле и нели дополнително тоа го користам и во мојата и на некој начин комбинација од сите тие технички анализи заедно со мојата ми ги дава овие индикатори и затоа, например, би можел да предвидам што понатаму можеме да очекуваме. Значи, затоа и можам да кажам дека имаме многу повеќе индикатори на макро ниво кои што покажуваат дека цената ќе се придвижи нагоре и овој пробив ќе покаже дека успешно, значи ќе вратам повторно назад да ви покажам точно за што станува збор. Значи,
пробив на ова бело поле над нас ќе покаже дека успешно сме успеале да го ретестираме овој канал и цената ќе се движи нагоре. Доколку успееме да го ретестираме ова бело поле, тоа би било на некој начин последната јака пречка која што имаме за движење на овој бран нагоре. И дополнително сакам да ви покажам кои се другите индикатори кои што ни го покажуваат истото. Значи, овој е напред индикатор кој што се нарекува Market Cipher, значи нема да разговараме за него моментално, само сакам да ви кажам дека кога би го погледнали истиот, сега да не го објаснувам, нели, сакам да ви кажам дека ова е комбинација од повеќе индикатори, каде што имаме ова е, значи овој светло-син индикатор е уствари Stock RSI, за кој што разговаравме во претходното видео, кој што моментално се наоѓа на 57 вредност, и јас би очекувал истиот да направи корекција која што би се случила до 50 и ќе продолжи нагоре, значи би направил некоја М формација како што ја гледаме оваа моментално овде, се разбираме, тоа го очекувам да се случи повторно. Во исто време, ова е RSI кој што се наоѓа под 50 и се уште не е одлучен, но очекувам истиот да продолжи да се движи нагоре затоа што имаме ова се движењата на брановите на макро ниво представени во ова плава линија, кој што значи како што гледате, значи секој бул дел од движењето е представен во оваа плава линија нагоре и bear дел е оваа плава линија надоле. Истата најчесто се коригира на 60, значи тоа би било негде овде, гледате, значи најчесто истата се коригира на минус 60 или плюс 60, нејзината вредност е плюс 60. Сега нема да налегувам во објаснување детално, само сакам да ви покажам зошто го мислам тоа. Значи веќе ова плава формација почна да се коригира на позитивниот дел над нулата. Тоа е многу слично на MACD, значи може би и исто, но во овој случај многу слично на MACD, затоа што незиното коригирање над нулата представува ново движење во нов бул, да речем ран на минимално ниво, затоа што како што може видите моментално е точно над нулата. И ова движење нагоре моментално би покажало дека имаме повторно потенцијал да се придвижиме во горниот дел од каналот и дополнително исто така многу битен момент е овој зелен бран. Тоа е уствари движењето на парите во и надвор од ова добро. Значи секогаш кога имаме bear market, гледате, значи кога имаме bear market, тоа значи дека парите се движат надвор од ова добро, под нулата, значи дека луѓето го продаваат ова добро масовно, и обратно, кога имаме bull market, ова значи влегување на парите во ова добро, што овдека значи имаме моментално буквално влегување во bear market и повторно продолжување нагоре во bull market, кој што може да видите, значи само што почна овој сигнал да сигнализира дека имаме влез на пари во биткоин како добро. Тоа е дополнително, значи момент кој што ни покажува дека ќе имаме движење нагоре, и MACD, како што може да видите, се наоѓа под нулата, веќе имаме сигнал над базична линија, што моментално е во неодлучна фаза, но како што може да видите повторно се движи нагоре. Гледате? Значи ова е буквално почеток на bull run, почеток на овој бран, гледате? Значи ова е уствари што очекуваме кога сигналната линија ќе пробие над нулата заедно со базичната, тоа ќе биде уште една конформација на следниот bull run. Тоа е она што ќе го следиме во наредните денови. Сега, ова беше основна анализа на макро ниво на биткоин на еден дел од индикаторите кои што ги користам, че тоа се во овој случај Market Cipher, за кој што ќе разговараме подоцна, тоа е напреден индикатор, MACD, и во случајов имаме долен дел од Bollinger Band, што би веќе направена корекција, како што може да видите овде, и се очекува да се движи во горниот дел, како и користење на Stock RSI, кој што дополнително ни покаже дека очекуваме движење на цената нагоре по успешното ретестирање на 0,786 левел од Фибоначи секвенцата. Сега, би сакал малку да позборувам и за она Wyckoff формација за која што претходно ви зборував. Значи, прво сакам да ги споредиме на некој начин од оваа шема на Wyckoff акумулацијата, би сакал да ги споредиме во однос на она што го имам најдено во моменталниот дневен чарт на биткоин. Значи, сега за тоа и сакам да ви го покажам овој момент, да видите колку асоцира истиот на Wyckoff акумулација. Значи, пред да продолжиме повторно, сакам да ви кажам што е Wyckoff акумулација. А Wyckoff акумулација представува значи станува збор за економист,
кој што значи го увидел ова како движење на пазарите во сите добра и тоа се случило пред некои 5 децении. Искрено не сум точно сигурен во кој момент тоа се случило, но не е во блиско минато, сакам да кажам. Сега, што станува збор? Значи, он увидел дека сите трговци кои што моментално тргуваат на пазарот, постојано се во загуба. За разлика од оние, да речем, моментално ние ги нарекуваме китови, но во тоа време ги нарекувале големи играчи, кои што постојано се во профит. И сакал да види која е корелацијата помеѓу малите трговци и големите играчи на пазарот и да види зошто тоа се случува постојано. Значи, што уствари успеал да утврди? Успеал да утврди дека пазарот има две големи формации, а тоа се акумулација и дистрибуција. Она што го разговаравме, ако се сеќавате во една од првите теми за кои што разговаравме, но тоа он го обработил многу постручно. И успеал да утврди како големите играчи во корелација помеѓу себе успеваат да го манипулираат пазарот и да ги натераат малите играчи, оние мали трговци, да продадат со лажни сигнали на пазарот. И тоа се повторувало постојано во дистрибуција и во акумулација. Значи, за Wyckoff акумулација и дистрибуција ќе разговараме во детали подоцна. Сега би сакал само да ви покажам како акумулацијата која што представува момент во кој што големите играчи присилно ги тераат малите играчи да го продадат своето добро поради манипулирање на самата цена. Тоа е уствари оваа шема и он увидел дека буквално постојано се случува тоа. Значи постојано. Во големи циклуси на пазарот на било кое добро може да го очекувате истото. Сега, нормално не е секогаш исто, има неколку типови на Wyckoff акумулација, ова е една од нив, значи тоа е првиот тип на Wyckoff акумулација, каде што спринг, односно овој момент, каде што може да видите овде, е под оваа точка во фазата Б. Сега ќе ви кажам уствари за што станува збор. Како што може да видите, значи во моментов, ако ги споредите точките од фаза А, точките од фаза Б, нема да навлегуваме точно кои се, зошто си, како се, тоа е многу опширна тема која што ќе ни завземе многу време, но сакам само да ви покажам дека, значи откако ќе ги утврдите овие две основни полиња на отпор и поддршка, значи како што може да видите, цената буквално се движи постојано во истите. Значи, во овој случај имаме фаза А и фаза Б во многу позабрзана овој дел, во многу позабрзана фаза, затоа што ова е многу помал сегмент на дневна база. За разлика од тоа, фазата С во оваа ситуација се покаже дека е многу подолга, оној спринг евент, само да ви покажам, значи тоа е спринг евентот, како што може да го видите и на самиот чарт. Значи тоа е онаа најдлабока точка на Wyckoff акумулацијата која што се наоѓа под полето на отпор, на поддршка и потоа истата почиња да се движи нагоре. Како што може да видите, цената буквално се движи нагоре постепено, нормално. За разлика од одредени други примери, че овдека се зема малку повеќе време, овој ретест до моментално less point of support, кој што очекувам дека моментално веќе го добивме, тоа беше после ретестот на спрингот, овде, значи го добивме less point of support во овој сегмент кој што би требало да биде негде над support, над линијата на support, но нели, ова е сепак стварна интерпретација, можеби не сум во право, но сепак до сега она што го видов ми покажува дека е успешно она што го гледам во самиот чарт. Сега, значи тоа е она што го видов од Wyckoff акумулацијата и она што би се очекувало е представено во оваа плава линија, односно по less point of support би било тестирање на горната граница, односно 52.000, точно оно што го разговаравме овде, односно тоа е горната граница на 0,5% и горната граница на Bollinger Bandот, гледате, значи кореспондира со горната граница на Wyckoff акумулацијата, односно тоа е овој сегмент овде, гледате, че овде е воспоставена горната граница со овие високи точки. И, значи, гледате, значи, затоа ви кажав дека кореспондира она што го гледам на самиот чарт како Wyckoff акумулација заедно со она што би го очекувале. А тоа е тест на горната граница, повторен тест на овој сегмент овде, од претходниот највисок дел на бранот и негов пробив. Овој пробив би резултирал со точно она што го разговаравме за ова бело поле. Неговиот пробив би представувало и доказ дека овој бран не е завршен. Сега, да навлеземе малку подлабоко во ова, значи јас на овој чарт дополнително го имам и гледате ова поле портокалово.
тоа е Bull Support Bandот. Зошто е тој битен? Значи моментално ќе се вратиме на неделно ниво да ви покажам што уствари точно представува тој. Така. Значи Bull Support Bandот е ова портокалово поле кое што кога цената се наоѓа над него представува поддршка за секој bull run, а кога се наоѓа под него представува отпор за секој bear run. Што уствари тоа значи? Доколку се вратиме назад во чартот ќе успеете да видите што станува збор. Значи секој пробив на ова поле нагоре, гледате, значи секој пробив на ова поле нагоре представува поддршка на bull run. И гледате што случува кога истиот ќе пробие нагоре и ќе успее да направи успешен ретест. Значи имаме bull run. Исто и кога би се вратиле во претходниот bear run, значи гледате овде. Секое пробивање на ова поле надоле и негов неуспешен пробив нагоре, значи ретест, успешен ретест на bear run, гледате, значи постојано прави ретест, се додека овој bear run не заврши. Гледате, значи тоа е уствари овој индикатор се нарекува Bitcoin Bull Support Band и истиот може да го најдете лесно, но сега нема да разговараме како да го направите, тоа ќе разговараме понатаму во индикаторите. Само сакам да ви кажам што истиот значи. Сега, кога гледаме на дневно ниво, ја истиот го сетирав, значи иако чартот ми е на дневно ниво, истиот ми е сетиран да биде на, само да ви покажам што станува збор, зошто е истиот на овој начин. Значи, само момент да ви покажам што станува збор. Значи, овој чарт ми е сетиран на 12 часа затоа што многу по-добро можам да ги видам краевите на самиот, гледате, значи иако е представено во зигзаг линија, многу подобро можам да ги видам краевите на истиот и можам да ги видам линиите на ретест и на отпор. Гледате, значи точно можам да видам каде се извршил ретест и каде се извршил отпор или поддршка на самиот бран, што ми помага подетално да видам точно каде се наоѓаат допирите на овој бран во самиот чарт на биткоин. Така, значи затоа е многу битен и она што сакам да ви кажам моментов, значи гледате во овој случај од неговото паѓање после она објава за војна, веќе направивме неколку неуспешни обиди и еден делумно успешен обид со успешен ретест, но повторно цената падна надоле после некои лоши вести на пазарот. Значи сега повторно се обидуваме да направиме следен ретест. Успешно ретестирање на овој бран би повторно представувало оно што го кажувам јас, успешно ретестирање на горната граница на Wyckoff акумулацијата. Значи, гледате, тоа се само неколку индикатори кои што морат да бидат пробиени нагоре за да имаме успешно, да речем, показател дека булран се уште постои. Дополнително на сето тоа, на помал временски период, значи јас го користев и на помал временски период овде Wyckoff секвенцата, каде што повторуваме ретестирање успешно на 0,786 секвенцата. Она што го немам на претходниот час, што би сакал да ви покажам овде на неделно ниво, е оваа линија која што го ограничува движењето на овој бран од претходниот врв, само да ви покажам зашто станува збор. Значи оваа жолта линија, ова е истиот канал кој што ви го покажам на претходниот чарт овде со други индикатори. Значи оваа линија моментално од највисоката точка на овој бран, па преку овие две свеки, како што рековме, поставување на тренд линија мора да биде со не сечење на телата, него само фитил на свеките. Значи моментално, како што може да видите, очекуваме следен ретест, затоа што веќе имаме поддршка на долната страна на овој канал и следен ретест на оваа линија нагоре. Сега она што можеме да го видиме е дека со формирањето на оваа формација што добиваме? Добиваме надолен триаголник. А секој надолен триаголник има отприлика 70% шанса да пробие нагоре. Така. Значи затоа тие се тие комбинации на индикатори кои што мора да ги наоѓате постојано на чартот за да може да увидите што да очекувате. Значи тоа е тоа што го очекуваме во оваа ситуација, затоа што е надолен триаголник да пробие нагоре, а веќе имаме неколку неуспешни обиди за пробив надоле. Значи треба да видиме корекција нагоре во многу краток временски период, затоа што веќе се наоѓаме скоро на врвот, а овие формации од 70-тиот па до 90-тиот дел од самата формација, значи во проценти, треба да пробијат или нагоре или надоле. Да се надеваме дека тоа ќе биде нагоре. Дополнително би сакал да ви покажам и MACD, значи тоа е веќе она што го видовме. Сега MACD го видовме на претходниот чарт, но не и RSI и сток RSI. Значи RSI моментално ни се движи околу 50%, што е неодлучно, може да се движи и нагоре и надолу. Рековме, доколку е
околу 30 или околу 70 би било јасен сигнал, но не и во оваа ситуација. 100 КРС во оваа ситуација е многу по, да речем, веродостоен, затоа што имаме, само момент, да го отворам истиот, затоа што е премногу мал во оваа ситуација, извинете, ево овде. Значи, 100 КРС моментално веќе се движи блиску до 50%, што, како што рековме, е момент каде што истиот може да направи корекција. Кога станува збор за неделно ниво, ова би било веродостојна корекција и доколку истото се случи, би очекувале сигналната линија над базичната линија да ни покаже дека ова што го очекуваме овде ќе се случи. Пробив на Bitcoin support band-от, Bitcoin bull support band-от, пробив на оваа линија која што ја држи оваа формација затворена до самата долна линија на паралелниот канал и при тоа ретест на овој горен канал на акумулација кој што го очекуваме. Значи, тоа е тоа што би сакал да го направам на макро ниво, да ви покажам дека, нели, моментално оно што го очекуваме има многу показатели, многу повеќе показатели за bull за разлика од bear и истото и на дневно ниво, значи на дневно ниво MACD е исто така многу добар показател во оваа ситуација, затоа што имаме скоро обид на сигналната линија да пробие базичната линија нагоре и истите да се движат нагоре над нулата, затоа што овој бран тоа ни го покажува. Сеќавате оно што го разговаравме во претходното видео, дека овие бранови не покажуваат кога имаме корекција на самиот бран кон обратната страна. Тоа е оној момент на акумулација што се случува во моментов и со пробивот ова на дневно ниво би ни покажува дека можеме да очекуваме ретест повторно на bull support band-от. Значи, во кратки црти тоа е оно што можеме да очекуваме во следните денови нормално. Сега, веќе кога сме на некој начин повеќе од половина од оние индикатори за кои што веќе имаме објаснување на македонски, би можеле да почнеме и со овие анализи кои што моментално ги правиме на македонски во подетално ниво и би сакал, значи, во иднина да ги погледнете претходните анализи кога, нели, разговараме за биткоин или без разлика дали станува збор за биткоин или друго одредено добро и заедно да ги проследиме овие промени на пазарот и да видиме како индикаторите за кои што веќе разговаравме ќе ни помогнат во одредување дали цената ќе продолжи нагоре или надолу. Значи, повторно ќе ви кажам, јас лично, значи не кажувам како финансиски совет, ви кажувам што јас би очекувал, јас не би купил биткоин се додека не добијам конфирмација дека ќе биде пробиен. Еве како би изгледало тоа. Значи, во моментот кога ќе добиеме пробивање на оваа линија заедно со bull support band-от, неизин успешен ретест и движење на цената над ова точка, не мора да биде точно во овој момент, но оприлика би изгледало вака ова движење, тогаш, значи, во овој момент е добро време да се купи, затоа што ќе имаме во исто време премин на MACD од нулата нагоре, на двете базичната и сигналната линија, ќе имаме пробив на RSI над 50, што значи дека истиот ќе почне да се движи нагоре кон 70, кон overbought или прекупено добро и дополнително, значи, други индикатори кои што ги разговаравме претходно, нели, да не ги повторувам повторно за да не го направиме ова видео премногу долго, тоа е оно што би го очекувал во идниот период како добар исход за биткоин или пак ќе очекуваме пат под оваа жолта линија што би бил ефективно неизин ретест, значи еве да уште еднаш да покажеме и втората опција која што би можела да се случи, што е многу помалку веројатна. Јас би рекол можеби некој 30, еве дури 20%, што еве што би се случило. Значи имаме пробив на оваа жолта линија, неизин ретест и успешно движење на цената надолу. Тоа е двете опции кои што би можеле да ги добиеме во блиска иднина, на кои што можеме да очекуваме и пак би рекол 80% е случај првата и 20% е случај втората опција надолу, но нормално каналот наш очекува да работи на овие анализи на дневно ниво, нели, и за други криптовалути, не само за биткоин. Нормално доколку имаме некои огромни промени на на самиот чарт, дополнително ќе обработиме и други моменти, односно други индикатори како што се 4MA и слично, за кои што веќе немаме разговарано, но откако ќе разговараме ќе ги опфатаме и тие во самата анализа и дополнително ќе разговараме во однос на што може да се користи како дополнителен материјал, како што е, например, само да ви објаснам што понатаму може да разговараме, тоа е Fear and Greed индексот. Тоа е страна која што ни пресметува одредено пазарење, значи кој е моментално
расположението на пазарот, дали е добро или лошо, понатаму можеме да разговараме за Fear и Greed индексот на светските берзи, значи ова е на криптомаркетот, ова е на светските берзи на пазарот, само момент да се отвори истото. Значи така изгледа, ова е на сите светски берзи во глобала. Исто така сакам да го спомнам и CBBI индикаторот, за кој ќе разговараме во иднина повторно. Значи тоа се неколку индикатори кои што дополнително ни покажуваат какво е расположението на пазарот и што можеме да очекуваме од одредено добро или од пазарот во глобала, но за тоа ќе разговараме понатаму, верувајте ми ќе има доволно време да разговараме за сите овие индикатори. Повторно се надевам дека уживавте во нашето видео, се надевам дека оваа анализа ви објасни што може да очекувате од техничката анализа во иднина и каде, значи, вашите вештини ќе се движат во иднина, значи буквално да можете сами да го одредите сето ова, да го направите ова како ваш чарт, да го направите ова како ваша анализа и се надеваме дека тоа ќе успеете да го направите во иднина, тука сме да помогнеме со било што и се надеваме дека ќе ги следите нашите содржини во иднина. Ви благодарам на вниманието и уште еднаш се надевам дека ќе ни помогнете да го расшириме нашиот канал со лајкување нашите постови, со нивно споделување со лицата кои што знаете дека би сакале да ги видат нашите содржини и со субскрипција на нашиот канал. Ви благодарам и имајте добар ден од тимот на CryptoGameG.